Снежана и Ружица. Си живееше еднаш една сиромашна вдовица во една мала колиба покрај која се наоѓаше градина. Во градината имаше две грмушки од рози, едната со бели, а другата со црвени цветови. Сиромашната вдовица имаше две ќерки кои личеа на тие две грмушки рози. Едната се викаше Снежана, а другата Ружица. Тие беа многу добри, вредни, трпеливи. Снежана беше потивка и понежна од Ружица. Ружица со поголемо задоволство скокаше по ливадите и по лињата, барајќи цвеќе и ловејќи птици. А Снежана повеќе седеше дома покрај незината мајка, помагајќи во домашните работи или читајќи, доколку немаше друга работа. Девојчињата толку многу се сакаа и секогаш се држаа за рака кога ќе излезеа од дома. А кога Снежана ќе речеше никогаш едната нема да ја напушти другата, Ружица ќе одговореше додека сме живи. Мајката ќе додадеше она што едното има, со другата да го дели. Често сами трчаа наоколу по шумата и собираа боровинки, а ниту едно животно не им правеше ништо лошо, туку со доверба им приоѓаа. Зајчето од нивата грицкаше листови од зелка, срната пасеше покрај нив, еленот минуваше весело скокајки, птиците понатаму остануваа на гранките да го пеат она што само тие го знаат. На девојчињата никогаш не им се беше случила никаква незгода. Доколку некогаш задоцнеа во шумата, па ноќта ќе ги изненадеша, ќе се легнеа една покрај друга на муфта и спиеа додека не се разденеша. Мајката знаеше за тоа и не се грижеше за нив. Еднаш, кога преноќеваа во шумата и кога утрото се разбудија, забележаа едно убаво дете во бела блескава облека како седи покрај местото на кое тие лежаа. Тоа стана и ги погледна љубезно, но не прозборен избор, туку се упати во шумата. Кога се свртеа, девојчињата забележаа дека спиеле сосема во близина на еден амбис, во кој сигурно ќе се стрмоглавеа ако направеа само уште неколку чекори. Мајка им рече дека тоа мора да бил ангелот кој ги чува добрите деца. Во лето, Ружица водеше сметка за куќата. Секое утро, пред мајката да се разбуди, пред незината постела ставаше букет цвеќе, во кој би се нашла по една роза од секоја грмушка. Во зима, Снежана го палеше огнот и на синџирите на огништето го ставаше отелот кој беше толку добро измиен, што блескаше како да е од злато. Кога навечер ќе почнеше да паѓа снег, мајката ќе речеше: Снежана, појде и на вратата стави го резато. Потоа ќе седнеа крај огништето, мајката ќе ги земеше очилата и ќе почнеше да чита на глас од една голема книга, а девојчињата, слушајќи ја, седеа и предеа. Крај нив на подот лежеше јагне, а зад нив на една шипка седеше бело гулапче со главата под крилото. Една вечер, додека седеа така на топло, некој зачука на вратата. Мајката рече: Брзо, Ружица, отвори, сигурно е некој патник кој бара покрив над главата. Ружица појде до вратата, го тресна резато и отвори, мислејќи дека е некој човек. Но тоа беше еден огромен црн мечок. Ружица исплашено крикна, се повлече назад, јагнето завлеа, а гулапчето полета, а Снежана се скри зад мајкиниот кревет. Но мечокот почна да зборува. Не плашете се, нема да ви сторам ништо лошо. Рече си, се скаменив од студ, па би сакал малку да се стоплам кај вас. Кутар медо, проговори мајката. Спушти се покрај огнот и само внимавај крзното да не ти се запали. Потоа таа извика: Снежана, Ружица, дојдете. Мечокот нема да ви стори ништо, тој е добар. Тие двете пристапија, а почнаа да се приближуваат и јагнето и гулапчето, не плашејќи се од мечокот кој рече: Деца, истресете ми го малку снегот од крзното, па девојчињата зедоа метла
и на мечокот му го исчистија крзното. Тој пак се испружи покрај огнот и чувствувајќи се пријатно, задоволно мрмореше. Не помина многу време, кога тие сосема се спријателија и почнаа со несмасниот гостин да се шегуваат. Му го тегнеа крзното со рацете, му ги ставаа нозете на грбот, го препелаа ваму таму, а кога ќе замрмореше, тие му се смееа. На мечокот тоа му се допаѓаше, но кога ќе поминае границите, тој ќе викнеше: "Оставете ме да живеам, деца, Снежана, Ружица, својот пријател не убивајте го немилосрдно." Кога дојде време за спиење и кога останатите тргнаа да легнат во своите постели, мајката му рече на мечокот: "Ти можеш да останеш да лежиш тука покрај огништето. Така ќе бидеш заштитен од студото и невремето." Штом се раздени, децата го пуштија да излезе и по снегот тој си замина во шумата. Од тогаш мечокот секоја вечер доаѓаше во одредено време, ќе легнеше покрај огништето, дозволувајќи им на децата да се играат со него и да се шегуваат колку што сакаат. Домашните толку се навикнаа на него, така што не ја затвараа вратата пред да пристигне мечокот. Кога пристигна пролета и надвор се раззелени, едно утро мечокот и рече на Снежана: "Сега мора да заминам и цело лето нема да смеам да се појавувам." "Каде ќе одиш, мил Медо?" запраша Снежана. "Морам да појдам во шумата, бидејќи треба да го чувам богатството од лошите џуџиња. Во зима, кога мразот ќе ја замрзне земјата, тие мора да останат долу и не може да се пробијат. Но сега, кога сонцето огреа и снегот се стопи, тие се пробиваат, излегуваат на површината на земјата, бараат и крадат. Штом еднаш ќе им падне враца и ќе стаса во нивната пештара, тоа повеќе не доаѓа лесно на светлината на денот." Снежана, заради таа разделба, сосема ја обзеде тага. И кога му ја отвори вратата за да се провлече некако низ неа, тој се закачи на кваката и одра парче кожа. Неиза тогаш и се пристори дека низ раздраното место засветка злато. Но не беше сигурна во тоа. Мечокот брзо оттрча и исчезна меѓу дрвјата. По некое време, мајката ги испрати децата во шумата да соберат цуварки. Тие во шумата наидаа на едно големо дрво кое кутнато лежеше на земјата. Забележаа како по стеблото и во тревата нешто скока горе-долу, но не знаеа што е. Кога се доближија, девојчињата забележаа дека тоа е џуџа со остарено и завиено лице и брада бела како снег, а долга цел лакт. Врвот од брадата на џуџето беше се приклештил во пукнатината на стеблото. Па тој како некој кученце скокаше ваму таму, не знаејќи како да си помогне. Тој код девојчињата ги окукари своите зацверени очи и им се развика: "Што стоите? Зарем не можете да придете и да ми помогнете?" "Што правиш, човеченце?" праша Ружица. "Глупава, љубопитна гуско," рече џуџето. "Имав намера да го расцепам ова стебло, за да имам во кујната ситни дрва. Од големите трупци веднаш загорува јадењето кое и онака е малку, а им е неопходно на сите оние кои се како мене и кои не јадат толку колку вие и вашиот прост, алчен народ. Клинот веќе среќно го заглавив и се што ќе завршев добро, но ова проклето дрво беше многу мазно и клинецот неочекувано излета, стеблото се состави и ми ја потвати мојата убава и бела брада. Сега таа ми е приклештена и не можам да ја ослободам. Ете, на тоа ми се смеат тие ваши глубави, заоблени лица, бели како млеко. Уф, ама сте грди." Децата и покрај тие зборови дадоа се од себе, но брадата не можеше да ја извлечат. Беше премногу цврсто приклештена. "Ке потрчам да доведам луѓе," рече Ружица. "О, глупачки," промрмора лошото џуџе. "И вие двете сте ми премногу, зарем не ви паѓа на ум нешто попаметно?" "Не биди само нестрпелив, веќе се сетив нешто," рече Снежана, од џебот извади ножиња и го пресече врвот на брадата на џуџето. Штом тој почувствува дека е ослободен,
посегна по вреќата која се наоѓаше меѓу корењата на дрвото и која беше полна со злато, па ја извлеча и почна да мрмори за себе. Недоделкани, ми пресекоа дел од брадата на која толку се гордеам. Ѓаволот нека ви плати. Изговарајќи ги тие зборови, џуџето ја нарами вреќата и замина, а девојчињата не ги ни погледна веќе. По некое време Снежана и Ружица заминаа да ловат риба за појадок. Кога се доближија до потокот, тие забележаа нешто слично на скакулец како скока кон водата и се обидува во неа да скокне. Девојчињата се затрчаа и го препознаа истото џуџе. Каде си тргнал? Праша Ружица. Да не влегуваш во водата? Не сум таков будала, извика џуџето. Зарем не гледате дека проклетава риба сака да ме одвлечка во водата? Всушност, џуџето седело на брегот и ловело риби, но за несреќа ветрот му ја заплеткал брадата со конецот од јадицата, кога веднаш потоа загризвала една голема риба. Кутрото суштество немала сила да се извлече. Рибата била посилна и почнала да го влече џуџето кон себе. Навистина, тоа се фаќало за секоја тревка и сламка, но тоа не му помогнало, па морал да се движи онака како што рибата го влечала, наоѓајќи се постојано во опасност таа да го одвлечка во водата. Девојчињата дојдаа во вистински миг. Цврсто го зграбија и веднаш се обидоа да му ја ослободат брадата од конецот на јадицата. Но се беше залудно, бидејќи брадата и конецот беа цврсто заплеткани. Не преостануваше ништо друго, затоа Снежана ги извади ножичињата и пак му ја скрати брадата. Кога џуџето го вида парчето брада на јадицата, им се развика на девојчињата. Дали е тоа начин, жаби крастави, на човек да му го накажете лицето? Не ви беше доста што ми го пресековте врвот од брадата, туку сега ми пресековте и дел од неа. Не смеам да се појавам пред своите. Да даде Господ да трчате се додека ѓоновите не ви се искинат. Тогаш, од трските извлече вреќа со бисери и не прозборувајќи веќе ни збор, ја одвлече со себе и исчезна за една карпа. Се случи набрзо потоа мајката да ги испрати двете девојчиња во град да купат конец, цигла, кајтани и ленти. Патот ги водеше низ една пустелија, низ која имаше растурено големи камења. Тогаш забележаа во воздухот како лета една голема птица и кружи токму над нив. Таа се повеќе се спушташе, за најпосле стреловито да се спушти недалеку од една карпа. Веднаш потоа девојчињата слушнаа продорен вресок. Тие се стрчаа и со страв забележаа како орелот ги грабнал и сака да го однесе нивниот стар пријател џуџето. Добрите деца веднаш го зграбија џуџето и почнаа со орелот да се натегаат се додека не го испушти пленот. Кога џуџето се созеде од првиот страв, завреска со својот глас. Зарем не можевте попристојно да постапите со мене, ме тегневте за моето тенко палтенце, па секаде ми е искинато сега. Вие сте непристојни и несмасни. Потоа наметна на грб една вреќа со скапоцени камења и се упати во својата пештера. Девојчињата веќе беа навикнати на неговата неблагодарност, па продолжија по својот пат во градот и ја завршија работата што мајка им ја нарача. Кога при враќање повторно се најдоа во пустелијата, го изненадија џуџето, која на една чистинка истуреше вреќа со скапоцени камења и не пречувствувајќи дека толку доцна некој ќе најде. Сонцето, кое беше на заоѓање, ги осветлуваше камењата, кои толку раскошно светеа во сите бои. Така што децата мораа да застанат и да гледаат прекрасната гледка. Што стоите таму и гледате? Викна џуџето и сивото лице му поцрвено од лутина. Тој сакаше да продолжи со грдите зборови, кога се слушна гласно рикање и од шумата се појави и полека се приближуваше црниот мечок. Престрашено, џуџето скокна, но веќе не можеше да избега во својата скривница, бидејќи мечокот веќе беше му се приближил. Тогаш тој целиот преплашен извика: Мил мој господару,
Поштедете ме, ќе ви ги дадам сето моје богатство. Ги гледате ли овие скапоцени камења овде? Подарете ми го животот. Што ќе ви е ваков мал и никаков плен, како што сум јас? Нема ни да ме почестувате меѓу забите. Еве ви ги овие бесрамни девојчиња. Тие за вас ќе бидат убав залак. Згодни се како млади подполошки. Па затоа нив изедете ги. Мечокот не обрнуваше внимание на неговите зборови, туку тоа злобно суштество го поткачи со еден единствен удар од чепата. Џуџето веќе не се помрдна. Девојчињата почнаа да бегаат, но мечокот викна по нив. Снежана, Ружица, не плашете се, чекајте ме, ќе појдам со вас. Тогаш тие го препознаа неговиот глас и застанаа. Па кога мечокот се најде покрај нив, наеднаш му падна мечешката кожа и пред нив се појави прекрасно момче, сето во злато облечено. Јас сум кралскиот син, рече тој. Она, безбожно џуџе, што ми го украде богатството, ме пороколна како див мечок да трчам по шумата се додека со неговата смрт не бидам спасен. Сега сосема заслужено е казнет. Снежана се омачи за тоа момче, а Ружица стана жена на неговиот брат. Тие убаво го поделија големото богатство кое џуџето го беше собрало во својата пештера. Старата мајка со години спокојно и среќно живееше покрај своите деца. Таа пак двете грмушки од градината ги понесе со себе. Ги засади под својот прозорец и тие секоја пролет цветаа со неубави рози, бели и црвени.